Добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Заврши новогодишната кошничка акција која беше креирана со договор меѓу владата, трговците, дистрибутерите и производителите. Новогодишната кошничка содржаше 1178 производи од 96 производители и дистрибутери кои можеа да се купат во 762 продажни места и се вклучија 51 маркет. Веќе денеска трговците повторно ќе можат според своите проценки и желби за профит да ги креираат цените на основните продукти неопходни за нормален живот. Министерството за економија и труд ја прогласи акцијата успешна, бидејќи е пресметано намалување на трошоците за живот за дури цели 0,3%. Дали акцијата новогодишна кошничка ја постигна својата цел? Треба ли да има акции, рамазанска и великденска кошничка? Тоа е она што денес се прашуваме во Црвена линија, но секако имаме и прашање плюс. А ако се уште не сте не заследиле на Инстаграм, сега е време тоа да го сторите и секако активно да учествувате во денешната анкета. На Инстаграм стори кликнете и одговорете на следново прашање. Го почувствувавте ли ефектот од намалувањето на цените за 0,3%? Како што гледате, имате две опции за одговор. Ако сте почувствувале дека има намалување за 0,3%, кликнете да, а ако одговорот е не, кликнете на полето не. Ке сумираме во проценти и пред крајот на Црвена линија, како и секогаш, ќе ги соопштиме резултатите. Неминовно е да ве подсетам за активно учество во Црвена линија. Следете на Facebook Црвена линија профилот преку коментари и споделувања и секако профилот на Телма телевизија. А за она за што ќе говориме, ќе се загриеме преку прилогот на мојата колешка Ирена Чачкова. Бизнисот не може да гарантира дека нема да има скок на цените по завршувањето на така наречената новогодишна кошничка. Од Северозападната комора велат, во моментов нема никакви мерки. Цените се формираат на отворен пазар и може да се очекува да има поскапување. Веројатно нагоре ќе оде, тие сигурно и ние не можеме. Тоа е слободен пазар. За слободниот пазар, во слободниот пазар ние значи не се мешаме. Можеме да се мешаме вака джентлменски договор, ако се договориме да тие да ги намале тие главните. Ја би и сега без некоја мерка да бара владата би предложил, би апелирал тие да не ги покачат цените. Меѓутоа ипак требит некој договор сами. Вчера од Министерството за економија и труд имале состанок со Стопанската комора на кој побарале во следните 2 недели да се задржат цените од периодот кога на сила била кошничката. Од Стопанската комора за Телма вела дека ќе се обидат да нема поместување, но потоа ќе мора повторно да се анализира состојбата. Од комората предложиле и кога ќе се формираат новите кошнички за време на празници, добро да се утврди кои производи ќе се опфатат за да се намали бројот на продукти чии цени ќе треба да се намалат за да може попустот да биде поголем. Исто така предложиле ако дојде до сериозни пореметувања на пазарот, наместо кошнички и други мерки да се активираат стоковите резерви. Од денеска повеќе не важи кошничката со која беа фатени дел од продуктите кој еден месец има акциска цена. Тоа не беше мерка донесена со одлука на влада, туку со даден збор од страна на бизнис заедницата. Самите предложија на кои производи можат да дадат акциска цена. Сега надлежните го следат пазарот и дали ќе има нагло покачување по завршувањето. Ако дојде до тоа, ќе бидат принудени да воведат мерки од типот на замрзнување на цени и маржи. Кога стапи на сила кошничката, мерката се искомплицира со тоа што производите кои беа фатени поевтинија за некој денар, но поскапеа оние кои не беа дел од кошничката, па така владата без можност за казнување ги предупреди да ги вратат цените за да не се воведат поригорозни мерки. Но вчера преку допис од Министерството за економија соопштија дека кошничката била успешна, бидејќи додека била на сила, трошоците за храна и пијалоци се намалиле за 0,3%. Од ССМ ефектот ќе го коментираат кога ќе излезат податоците за потрошувачката кошничка, која се соопштува пред крајот на секој месец. Сега почнуваме со вас. Она што прашуваме во Црвена линија, дали според вас акцијата новогодишна кошничка постигна целта и дали според вас треба следно да има акции рамазанска великденска кошничка. Секако ќе ве прашам и дали го почувствувавте ефектот од намалување на цените за 0,3%. На 023070005 го вртите нашиот број, ве вклучуваме во живо секако
И една напомена, ве молам целосно да биде намален тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, се слушаме. Па дали еве според вас акцијата новогодишна кошничка постигна својата цел? Акцијата не ја постигна целта, да ви кажам отворено. Еве ја редом на пазара, максимум да заштедиш околу 20 на денара. Ништо повеќе. Имаме еден предлог до владата. Зетин, шеќер, брашно, лебот да има фиксна цена. За секојаш. А тие недозместоци може да се ги барат од владата со други субвенции. Не може да 100 денара, 1 литар зетин да платиме, кој можеме да платиме 50 денара, лебот по 20 денара, шеќерот по 15 или 12 денара и брашното. Тие се основните продукти што треба. Денеска гледам во К-маркет 170 денара 1 килограм краставици. Кој може да си го дозволи? Тој никој. Морам од мене. И понатаму. И едно друго да ви кажам. Оваа влада нека се малку дека се зафати да го повратиме Церешовото топче од Крушевската република што се наоѓа во Република Турција. Бидејќи добри односи имаме сега до премиерот Мицковски, нека смогне сили да го вратиме Церешовото топче што е во Крушево да дојде. Има еден наше војно лице од аѓутант кој бил таму и го видел. Тоа ни е најголема пригодба, тоа поголемо тоа нема. Очекувате ли дека сега по завршувањето на оваа акција ќе има енормно зголемување на цените? Да. Во ред. А ова што има рамазанска великденска кошничка би требало да постои. Така, благодарам за сите одговори и секако за тоа што бевте прв гледач со кој што ја почнуваме денешната дискусија. Секако продолжуваме понатаму. Добро вечер, добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте? Да. Па еве според вас, дали новогодишната кошничка ја постигна својата цел и дали сметате дека треба следно да има, например, рамазанска, великденска кошничка и дали ги почувствувавте ефектите од намалувањето од 0,3%? Па да ви кажам, ептен се огромни ефектите од кошничката. Значи човек кој ќе влезе во маркетите, мислејќи дека ќе заштеди 20 денари, ќе потрачи уште 1000 денари на другите производи кои што отида угоре. Значи кошничката воопшто не ја исполни својата цел. Таа беше еден маркетинг и на владата, а едно големо покривање на трговските тајкуни, кои што еве загрео и се последните години влегуваат во првите 10 најбогати луѓе во Македонија. Од тоа што мала им е заработката. Значи, излишно е она што го тврдат тие дека многу им се ефтини производите, не најдоа, како ке простите ми изрази, како опци и го стрижат народот. Меѓутоа, основната грешка не лежи во нив. Основната грешка е во владата, која почнуваше, еве и премиерот господин Мицковски кажа, мене ќе ми биде гордост ако имаме во Македонија фирми кои што ќе заработуваат повеќе од 50 милиони. А кој ќе заработува повеќе од 50 милиони, тоа се 3-4 фирми кои што ни се познати, останаа овие нови тајкуни, кои што на некој начин не го одраја народот, сиромашниот народ. И друго да ви кажам, дали ќе има рамазанска или великденска? Рамазанска ќе има за тоа што Напомена 90 секунди е време траењето на едно јавување, но секако ќе му се заблагодарам прво на гледачот што даде удел во ова издание на Црвена линија и секако ќе ве потсетам дека можете повторно да го завртите нашиот број за нови дополнителни 90 секунди. До сега и од гледачите кои што на почетоков ги вклучивме, можевте да слушнете какви предлози и оценки дадоа во однос на акцијата новогодишна кошничка. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. И за вас. Вака, јас сум лут по овие кошнички. Дури на 1000 денари, цели 3 денари ќе заштедиш, ама ако платиш за кеса, значи ќе остане ми борсија некаде. Така да, мислам дека јасно вие сега во малку похумани и подуховита ситуација вие објаснив мојата логика за кошнички. Туку вака што да правиме ние? Денеска со прекинна вода, ни дојде вода, ама водата беше темно кафена, жолта, значи и со бигур, не со бигур, туку со кал.
технички неисправна за никоја, не ни за рацемење. Ама проблемот беше кај нас, пошто градоначалникот е од СДС, а инспекторката не од ВМРО и моли где сложи Од браке. каде ни се јавувате, се извинувам? Не е Гевгелија. Од Гевгелија. Гевгелија општина не е, ба Гевгелија туку села сме не. Така да пријавувам во животна средина и ме викаат, извинете, дечко, ние не сме надлежни за тоа, барете ги другите каде треба да се пријавите. Така да ја не планирам никого, значи по законски пат кој што треба да изјаде јасно предупредување дека наредните 6 часа водата не е за пиење и технички не е, бидејќи тие хемикали од надвор што се во системот не можат и со хлоризацијата не може да го гинат. Значи треба, потребно е време. Благодарам многу. Сметате ли дека треба да има рамазанска и великденска кошничка? Па ако са 3 денари се исплати попусот, може би некој ќе се нафати и тоа да го кажеш дека треба да има. Благодарам многу, пред се за одговорите на темата за која што дискутираме, но и благодарам и ве што споделивте со јавноста, со што се соочувате. Секако ваквите проблеми никогаш се верувам што поскоро, но никогаш Црвена линија ќе ги обработи и како тема. Но денешната тема, еве ќе потсетам, зборуваме за изминатата новогодишна кошничка, која што акција заврши, што значи дека сега трговците, дистрибутерите ќе можат, се разбира, да креираат повторно нови цени врз основ на нивните проценки колку сметаат да бидат истите. Па кога веќе зборуваме за новогодишната кошничка, дали според вас таа воопшто имаше ефект? Дали сте за тоа да има креирање и на рамазанска и великденска кошничка и дали ги почувствувавте, се разбира, бенефитите и ефектот од претходнава новогодишна кошничка? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. По однос на вашето прашање околу оваа тема, се дигна толку многу прашина, врева, емисии, дебатни и така натаму, во кои што беа, не знам, поканувани министерства, инспекторати, различни стручници и така натаму, меѓутоа се покажа дека сето тоа беше една стерилна активност, која што не даде никакви резултати. Заштедата од 0,03% е занемарувачка, не заслужуваните внимание. И ово ще наш каже дека нити владата, нити пак Министерството за економија, инспекторатите се способни да се вршат својата задача и да ги заштитат граѓаните. Па затоа имам еден, така речам, предлог кој што е многу ефикасен како метод во нордиските држави. Кога таму им се нарушува животниот стандард, граѓаните не чекаат помош од власта, од премиери, од инспекции, меѓутоа нивното здружение што е за заштита на животниот стандард ги повикува граѓаните на бојкот. Само да ве потсетам, имавме 2 вакви примери во Шведска, кога им се покачи телефонскиот импулс, нивното здружение ги повика граѓаните да петок, сабота, недела нема никаков ПТП сообраќај. Буквално граѓаните на Шведска телефоните ги извадија на улица пред вратите и немаше телефонски сообраќај. Во понеделникот телефонскиот импулс се намали за 0,5%. Исто беше и со бензинот. Благодарам многу. Еве, слушаме од вас интересни одговори, секако и предлози. Останете секако со Црвена линија за да слушнеме останатите гледачи што ќе одговорат на денешниве прашања. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Почувствувавте ли еве ефект од новогодишната кошничка? Да, многу. Да ти кажам наискрено, не знам што да им правам на парите. Па може да дојдам да ве почестам таму негде, или некој ако сака да го почестам. Толку многу пари, дури викаме што да им правиме сега на парите, пошто заштедивме многу, нели? Да му одговорам на гледачот дека рече излегувале луѓето, не биле задоволни, ама кој да излезе? Ние, Тина, се поделивме на многу сиромашни и на многу богати. Тој што има многу пари, па не ни примети ни новогодишна кошничка, дали е нешто намалено, дали е зголемено, луѓето купуваат,
си имаат пари, а тие што немаат, денеска требаше, знаеш како, да се јават тие луѓе што немаат уопшто. Јас да речеме ги поддржувам тие што немаат, не се јави за мене да се жалам, туку ништо, Тина се качи. И сега наеднаш, што направивме со ова, дали треба за Рамазан, па они ако чекаат трговциве сега и за Рамазан и за Великден, па тие уште поише ќе ги дигнат цените, па после кобајаги ги намалиле. Значи, толку е тоа нешто ненормално, како да го речам сега, да не навредам некого, значи, ама све се качи. Значи, 1000 денари, ништо не се 1000 денари. Денеска маж ми оди со јадарка и ништо не ми носи дома. Значи, тоа страшно нешто дојде. Тина, зборувам за луѓето што немаат со една плата или една... Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Останете со нас. Време е да ги прочитам и првите коментари. Ве потсетувам сите вие кои што сакате да дадете одговор, односно да имате удел во оваа дискусија денес за темата за која што зборуваме. Тоа можете да го сторите и преку коментари на Facebook Црвена линија е нашиот профил. А таму еве како изгледаме. Се разбира, секогаш Црвена линија низ фотографија ги поставува прашањата до вас, па така и денес. Дали акцијата новогодишна кошничка ја постигна својата цел? Винчун и Наташа Игеска имаат коментар. Ке почнеме со коментарот на Винчун кој што напиша: ја постигна целта трговците да профитираат. А Наташа Игеска напиша: здраво Тина, поздрав до тебе лично. Благодарам, Наташа, голем поздрав и до вас и до телевизија Телма. Рамноправно на секој граѓанин секојдневно му треба леп, односно, најверојатно и со леп за обстанок. А владата и Стопанската комора со измислени кошници не треба да се изживуваат со граѓаните и нивното трпение, бидејќи тие живеат лагоден живот на грбот на народот, кој им ги плаќа кредитите со камати. Поздрав, благодарам многу за учеството преку коментари. Значи, останатите сега кои што нема да се вклучите во живо, коментирајте, ќе читаме дел од коментарите измеѓу вклучувањата во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Поздрав, Тинче, до вас. Црвена линија, среќна нова, среќни празници. Благодарам многу, многу здравје, береке ти се најубаво и секако пониски цени за граѓаните. Дефинитивно. Работам во маркет и можам да кажам дека новогодишната кошница не е само за Рамазан и за Великден. Треба постојано да ја има, барем цените малку од малку да се намала, затоа што ситуацијата дојде екстремно високи цени, премногу висок рабат. Тука не се криви граѓаните, не се криви работодавците, туку едноставно набавката на производи од странство, да речам, 90% што доаѓа во државата, го праси тој проблем, така да цените појде буквално речено едноставно до плафон и сега дојде, ајде че имаме она кошница, па ќе го залажиме народо, па не знам вака ќе биде, не знам така ќе биде. Немам коментар. Значи, работава е буквално скроз излезена наскроз од контрола. Ајде, како ги објаснувате поскапувањето на домашните производи, да речеме, она што е македонски производ, од типот кашкавали, масло за готвење, шеќер? Да, тоа оди, буквално инфлацијата оди нагоре, ода и цените нагоре. Тука не можеме ништо да направиме. Значи, тука има комора, тука има многу наднад што треба да ги среда тие работи, а буквално едноставно речено други работи се приоритет во државата, отколку ајде сега го залажуваме народот со кошница за Великден, за Рамазан, за Нова година. Така да немам коментар, дефинитивно немам коментар. Благодарам на секако имавте одговори на нашите прашања, тоа ни е многу драго. Останете да не следите и понатаму, време е да слушнеме другите гледачи што ќе кажат. Останатите кои што нема да ве вклучиме, ве молам пишувајте коментари, ќе ги читаме измеѓу јавувањата. Ајде да видиме што ќе кажат останатите. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Почувствувавте ли ефект од новогодишната кошничка? Да ви кажам, изгледа само нас ни остана кошничката в раце. Дефинитивно, владата ако ги опоменува трговците пред кошничките,
тие ќе ги креваат цените со многу високи цени, така да трговците после тоа ќе намалат некои си 10% и тоа фактички и тие работат со заработувачка, така да мислам ништо од кошничката. Ја викам не мора кошничка, нека биде и кеса или торба, ама се попразна. Ме разбирате? Така да мислам дека ова изгледа во соработка нешто се работи. Заеднички со договор некој, прво да ги кренат цените, па после наводно некој си 10%, а трговците некако незаситни се, па ги креваат превише, зашто јас доста пазарам, можда преку 40 години, исклучиво, и ќе ви кажам отворено, дека во маркет еден до други различни, некој производ што бил иста цена, за кошничкава беше едниот 339, а во другиот маркет беше 379. Значи, во исти маркет, исти производ. И сега можете да сватите колкава е таа кошничка, колку била скачена цената, зашто истиот производ пред кошничката беше 239. И после недела дена истиот другиот маркет е крена цената на 379 за истиот производ. Благодарам многу, особено што, како што напоминавте, сте човек кој што долги години пазарува, па и како сте запознаени со реалната состојба кога се во прашање цените. А кога е во прашање новогодишната кошничка која што заврши, дали ви се чини, прогнозирате ли дека сега од кога трговците ќе имаат слободна волја, нели самите да одлучуваат во однос на цената, бидејќи кошничката заврши, очекувате ли дека ќе има енормно зголемување на цените и дали воопшто почувствувавте ефект од новогодишната кошничка? Добар ден. Здраво. Ке мора погласно, здраво. Види, е добро? Да, одлично. Овакви популистички безцелни идеи оваа власт не треба да спроведува. Значи, пусти државата да се функционира како што треба, не се бламира и тука народот, него мајтапи, не изигравај дека си некој спасител на народот. Ова во ствари само се гобиеш со тој народ, си правиш мајтап. Како е таа новогодишна кошничка, па сега рамазанска и великденска кошничка, без какви се тие популистички работи, човек? Здрави ли се овие што прават, што работат? Луѓе, не понижуваат, бре. Ова е понижување за мене, бре. Мојата психологија тука паѓа на исто. Мојот IQ паѓа на 0. Камо ли па на кец. Не знам ова, не можам да го сватам никако, бе, чече. Што ме понижаваш, бе? Ајде, ја не сум ги гласал овие, власт да биде. Нема никада ги гласам, нити мртов нема со сила рука да ми става да ги кружам, нема да ги кружам, ке ја тргам рата. Значи, толку не ги поднесам. Но тие што гласа, не се свесни како ги шалтаат, како ги возат, преку вода жедни ги пренесуваат. Кои се овие глупости што ги прават? Новогодишна кошничка. Абе работи, ако работиш, не се зафркавај со нас. Благодарам многу што бевте дел од Црвена линија, останете со нас. Пристигаат нови коментари, продолжете да пишувате, секако ќе ги читаме измеѓу јавувањата и вклучувањата во живо, па така еве да споделиме со вас и коментар кој што го напиша Владимир Јешич. Што да кажеме, кучињата си лаат, караванот си врви, премногу скапо. Благодарам господин Владимир за коментарот, продолжете да не следите и секако да учествувате во дискусијата. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Почувствувавте ли вие ефекти од новогодишната кошничка? Не. Вака сега. Мене едно ми е чудно. Оваа кошничка претходната влада ја измисли и се види дека е непродуктивна. Што бара овие сега да се играат со истата работа? Не ми е јасно. Никако. Еве ви пример. 560 денари кашкавал. Продавниците го направија, да не именувам, не е 700. Намалувате 10%, то се 70 денари. Пак 70 ви се во джебо, ако запишавте, ако пишувате.
560 денари 700. 10 на 170. 560 и 70 се 630. Што намаливте? Не се игра со тоа. Една претходната сгреши, што барат да се играат. И сега велите дали ова може да ја постигне великденската или рамазанската. Чекај ве. Ами тогаш ајде да одиме и на другите националности, тогаш на ромите да одиме кошничка, дојме на србите, дојме на бошнаците. На што личи ве ова? Ова е игра без игре. Така тие падна, така овие ќе си паднат сега. Од глупости праење, не од друго, кошничка. Оди сега видите колку е пак. Значи, џабе зборуваме, нема иди умо, нема за македонецо појче живот, нема ништо, све е излишно и по судо, и по собрание. Све е чао Тина, пријатно. Благодарам многу. Секогаш граѓаните, односно гледачите се добре додени, бидејќи црвена линија всушност и реално го представува мислењето на граѓаните кои што се најголемата реалност на оваа земја, бидејќи го живеат овој живот. Како и да е Лидија Данчовска, имаме нов коментар на Facebook. Подсетувам, пишувајте коментари, споделувајте, ќе ги читаме меѓу јавувањата. Лидија Данчовска напишала: никаков ефект. Нека не се мачат со кошничките, ќе си ги полниме според джебот кој колку можеме. А ве се чини ли дека ќе има и енормно поскапување по завршувањето на оваа акција, така наречена новогодишна кошничка? Секако главната тема во црвена линија, дали воопшто почувствувавте ефектот новогодишната кошничка, дали сметате дека треба да има великденска, рамазанска кошничка и го почувствувавте ли генерално ефектот од намалувањето на цените за 0,3%? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Се се овие четки на владата, сите кошнички. Од првата кошничка што беше за школски прибори, која што излезе месец дена од кога почна училиштата, па сега и ова новогодишната исто така. Ова е четка и то лично кажана од устата на Мицкоски. Ние кажа како некое откритие, Бог зна како, ете, Америка откриена. А уствари се работи за цела работа, да му соберат парите на народот, бидејќи сите фирми, сите маркети се во рацете на ВМРО. Например, Тинекс, чие? Кам маркет, чие? Ангромаркет, чие? Сите маркети се во нивни раце. Значи во рацете на политичарите во Морелски. Така да само му ги собреа парите на луѓето и ништо повеќе, ги пореметија цените, а цените и онака си ќе се, ако има потрошувачка, ќе скокат, ќе одат. Ако нема потрошувачка, ќе се намалуват и така да самиот пазар ќе си ги регулира цените. Нема потреба владата да наредува вака да биде или онака да биде. Владата само наредува, бидејќи и е неизе во полза да ги реди така работите, а не од и народот. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Останете со нас, продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден, Тина пак. Ако, нови 90 секунди. Очекувате ли сега дека ќе има енормно зголемување на цените кога веќе заврши новогодишната кошничка? Јас да ти кажам, Тина, еден пример. Јас си купив чизми, сега заврна снег, нели, ги платив 700 денари. И ќе ми траат 10 години сигурно. Сега се прашувам што со таа кошничка за 700 денари што можев да купам. Дали можев нешто да купам со 700 денари за еден ден, тоа ќе се изедеше. Значи, толку ни е скапо јадењето и не требаше ова да го направат вака. Значи, точно им помогна на трговците да си се збогатат. Значи, не требаше воопшто да се направи вака. Требаше цените да си останат, што кажа претходно еден гледач. Пред тоа било нешто 350, после 480 или колку тамо. Значи, толку многу трговци да ги кренаа цените,
на наша сметка, на наша штета, они се збогатуваат, значи ова веќе е претерано, значи не дај Боже па слушам и у ресторант да отидеш, па не дај Боже таму да отидеш ќе се фатиш за глава колку ќе ти наплатат, значи уопште тоалетна хартија, средства за хигиена, значи сето тоа е толку многу качено, тек за лекови да не зборувам, не знам дали беа лековите ставени, не беа сигурно ставени, така да памет да сега нека размислат малку ни за Рамазан, никакви кошнички ништо не треба да има тина. Стварно ова веќе ги превршува сите мерки. Не знам што прават луѓето со една плата. Не знам, навистина не сакам да сум во кожа. Поздрав многу и не знам, поздрав. Благодарам многу и сега кој ве што нели повторно се вклучивте за нови 90 секунди. Ајде да видиме, пристигаат коментари, продолжете така на Facebook, секако ќе читаме измеѓу јавувањата. Еве имам еден коментар од Коки Дирмот, напишал каде да ја гледам вчерашната емисија за коментарите. Коки, ќе те поздравиме, секако ќе ве потсетиме сите емисии на Црвена линија, можете да ги проследите на YouTube. А што се однесува до темата, Винг Чун надополнува. Од новогодишна кошница раце тријат трговците. Кое е поевтинување кога маслото беше 48 денари, а сега е над 82 денари? Поевтиниле 2 денари. Ова е понижување, а не поевтинување. Почувствувавте ли пред се ефект од новогодишната кошничка, која што ќе напоменеме дека како акција заврши, што значи веќе од денеска трговците можат повторно да креираат цени според своите проценки и секако желби за профит. Дали треба да има новогодишна рамазанска кошничка и еве го почувствувавте ли воопшто тој ефект од намалување на цените за 0,3%? Добар ден. Добар ден, господјо. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Ама нека нема поевтинување, ама ова е опасно. Јавувам од Битола. Со поевтинувањето од денар киплите, девреците, пред недела дена земам обична црнка 33 дена. Ако е ова е... Дали е се уште гледачот на линија? Добро, ве потсетувам секако дека можете повторно да го завртите нашиот број 023070005, особено оние кои што за прв пат ќе сакаат да се вклучат во Црвена линија, имајте на умот технички аспект, целосно да ви е намален тонот на телевизорот. Јас и вие ќе зборуваме преку слушалка за да нели се слушнеме подобро. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, дали ме слушате? Да, одлично, повелете, во Црвена линија сте. Ете така, поздрав Тина. Голем поздрав и до вас секако. Поздрав и до гледачката претходно која се јави со примерот со чизмите. Морам да ја пофалам. Значи, храната ни е ненормално скапа. Порано се беше поврзано со цената на бензинот и на нафтените деривати. Ако цената на нафтата одеше нагоре, тогаш одеа и цените на храната. Меѓутоа, еден период стагнираат цените на бензинот, на нафтата и навистина не ми е јасно од каде толку високи цени. Имаме производи кои се домашно производство, како маслото Брилијанти и уште еден друг цела палета на домашни производи кои се наши, а енормно се високи цените. Имаме покачување од 30, 40, некаде дури 50%. Не е логично. И акцијата на новогодишна кошничка апсолутно никаков ефект не донесе. Тоа е моето мислење. Владата мора да се преземи нешто и се знаеше во мое време кога држав јас колонијал, се знаеше која е маржата 10, 15, најмногу 20% на хемиски производи. А ова сега веќе нема резон. Толку од мене. Поздрав. Само да прашам, еве сега од кога заврши новогодишнава кошничка, ви се чини ли дека трговците ќе направат проценка за анормно поскапување на цените или ќе се држат горе-долу околу постоечкиве цени? Па најверојатно ќе се останат. Кој трговец сака да се откажи од заработка? Никој. Ако владата не преземи нешто директно, навистина никој нема да се откаже од тие цени.
Тоа е. Тоа е се, имате уште нешто да додадете, имате време? Па нема, тоа е единственото, тоа што мора владата нешто да си преземи директно, со одредени мерки. Така, добро, благодарам многу за вашето учество и секако за одговорите во Црвена линија. Повторно коментари, продолжете само така, ќе читаме колку можеме меѓу јавувањата. Жаклина Ситниковска напишала: Мицковски важно излезе како божен фер, ги замоли трговците да намалат, ама ако не намалат, никому ништо. Мисли дека доби поени и кај народот и кај трговците. Намаление од 5 до 10 денари не спасува нас. Сите партии на еден куп и кај нас само председател и нека краде само еден. Интересен предлог. Благодарам многу, Жаклина, за учеството преку коментари. Продолжуваме со вклучување на гледачи во живот. Добар ден. Добар ден и добро вечер, Македонија. Нека има, да речеме, некој обид за регулирање на цените за Великден, но јас се прашувам една работа. Обично се само лесно ни да префрлиме и наша вина на влада, на држава, на овај ноне, на трговци, а да прашам, да речеме некој наше македонско семејство од некој село, вложиле пари, купиле 20, 30, 50 крави. И сега то семејство, и то оди на продавница, и то купува. Како ќе наполни своја кошница ако вложените пари за кравите, храна не ги враќа? Зошто? Оти 90% македонци во Македонија не купуваат ништо македонско. Тоа семејство ќе банкротира. Ќе нема пари да наполни ни четврт кошничка. Значи, зборов ми е, за да имаме куповна моќ, секој од нас да наполниме кошничка, мора, а ние сме вработени по македонски фабрики, македонско земјоделие, што и да е. Како би обстоиле ние ако само купуваме странска роба, а и тие трговци странци, а како па и нашите домашни... објаснувате покачувањето на македонските производи, како што се сирење, кашкавал? Да, значи, па види, кога нема сточен фонд, ќе се поскапува, разбираш. Ако останат една, две, три фарми, ќе има високи цени. Сега, ако научат тие странци трговци дека во Македонија се наше уништивме како производство, земјоделие, се има да ни набијат цена ако сакаме да купиме да преживееме. Така, благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Гледајте не. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, Тинче. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. А јас се јавувам од Прилеп. Така, ве слушаме. Сум 91 година. Уште ми се работи, не чекам од државата. Сум 91 година. Уште ми се работи, не чекам од државата. А овие сега сите седа, не работа и сака да јада скапо било. Дали ги оправдувате високите цени? Не, нека работа, нема цени, нема државата. Нека се сада компири, кромит, се што треба. А оние кои што живеат во градски средини не може тоа да го сторат пред зградата? Ќе си појда од кај татко му таму, од кај што се дојдени во Скопје, ќе си произведува. Еве, кажете ми, според вас, дали се реални цените на храната во моментот? Јас реков, нека си копа, нека си работа. Нема цени, готово. Ама се уште има цени. Еве, мислите ли дека имаше ефект оваа новогодишна кошничка? Нема врска тоа, со кошница. Нема врска, секој си се мачи, си оди од транспорт, си носи продавница, колку што платил даде, толку си продава. Джабе што се мачи дека ова што го рекламирате. Што рекламираме ние? Си вадам сама, ако сум 10 години. Си вадам пиперка, доматче, Макдоналдс, кромитче, лукче. Така, благодарам многу за јавувањето. Драго ми е по тоа што откривте колку години имате, што сте вителни, да ми останете здрави, секако и да гледате Црвена линија. Но неминовно е дека имаме луѓе кои што секако живеат во урбани средини и можно е да се дојде до храна, бидејќи не може да се одгледува ниту на балкон, а уште помалку пред стамбена зграда. Како и да е, ние прашуваме дали почувствувавте бенефит
или некакво олеснување од акцијата новогодишна кошничка, треба ли да има рамазанска, великденска, дали треба воопшто да има вакви олеснувања и акции, или може би ве имате некој друг предлог? Еве, очекувате ли да има енормно зголемување на цените на храната по завршувањето на акцијата? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Благодарам. Ја би кажала дека немаше воопшто намалување на цените. Тоа само беше замајување на народот, реклама. Еве, демек се загрижени за народот. Уствари, они се во спрега заедно со трговците за поголем профит. И народот не осети ништо. А што ќе биде то прва, не знам. Како се договорени, така ќе биде. И ме нервира некои гледачи што вергуваат едно исто и палат, мешат баби и жаби, не одговарат на темите. Треба се држи секој до темата, што треба да се каже, тоа да се каже. Имате ли сега чувство кога трговците имаат можност на своја проценка, слободна волја да креираат сега нормално уште повисоки цени? Сигурно ќе биде така. Сигурно. Зашто никој не е загрижен за обичниот човек. Сите ги поддржуваат големите. Они се договарат што ќе прават и како ќе прават. А за обичниот народ никој не е загрижен. Само пред избори така ќе го посетат, ќе го излажат, после по избори ќе се кае, ама отишол возот. Ја мислам ништо од таа работа. Благодарам, многу драго ние што имавме во црвена линија со вашите одговори. Повторно одиме на Facebook. Еве, драго ние што оној кој што не следи Винг Чун, ќе го поздравиме овој пат, има постојано дополнување на оно што претходно го кажал. Но еве и еден интересен факт. Цените скокаат, а грамажата и квалитетот на храната се намалува. Па еве и тоа дали забележувате, покрај тоа што имавме намалување за 0,3% на цените како резултат на новогодишната кошничка, дали еве секојдневно забележувате и намалување на грамажата, а скок на цените или пак паѓање на квалитетот на прехранбените продукти? Добар ден. Добар ден. За многу години ви се роди. За многу години нека е. Ова кошничка е класична преварантска работа. Ало? Да, ве слушаме, продолжете си. Овие што направија кошничка се прави бандити. Прават бандитска работа. Ова е срамота за Македонија. Голем срам за Македонија. Ова нешто го нема во светот и надека го нема никаде. Поевтинување. Кој е поевтинување? Цените, кренати, 92 дена и масло, беше 78 дена и масло, 92, го намали на 89. Тоа е срамота за Македонија. Срамота. Ова влада, јас сум омаровец. Во омарота па не сум. Овие се бандити прави бандити. Та Маријан од Прилеп, заменик министер, што кажува 1000 производи. Тоа е тотална лага. Се е лага. Лебот, 35 дена лебот е. Кај има намалување на лебот? Нема никаде намалување на лебот. Ова е срамота. Се е ова фарса. Се е лага за народот. Сите само лажат. Страшна работа. Јас зборам, реално зборам. Ништо отпаќе, ништо помалце. Ова е срамота за Македонија. Бандити, прави бандити. Сите комплет, бандити. На чијо сум Мицковски бандити, прави бандити. Во Морове сум од 91 година. Благодарам многу што сте гледач и сега учесник во ова издание на Црвена линија. Ајде да видиме, има уште некој коментар. Еве, имаме коментар од Горан Котев, кој што напишал едноставно не, тоа е одговор на денешното прашање на Црвена линија, дали акцијата новогодишна кошничка постигна својата цел. Зоран Котев вели не. Благодарам, Зоран, и вам за учеството преку коментари. Продолжете со коментари секако ќе ги читаме.
А еве, можете да ни откриете, бидејќи секој од нас е потрошувач, дали покрај намалувањето на цените за новогодишната кошничка за 0,3%, забележавте воедно и намалување на грамажата или пак може би квалитетот на производите. Добар ден. Ден. Во црвена линија сте, повелете. Поздрав до вас, Тина. Голем поздрав секако и до вас. Само, знаете како? Ништо не се осети, ништо нема намалување, само едно не ми е јасно, дали овие емисии што ги одржувате вие телевизиите, дали ги слуша некој од влада и каква реакција има од народот? Слушаат, верувајте ми како се следи и се слуша, а никогаш црвена линија прави импакт. Ако се следам, не ми се верува дека до тука ќе стасува сето. Зашто за Рамазан да се направи кошничка, самите муслимани си ја прават кошничката. Не ги подкреваат цените за муслиманските празници. А нашите христијанските трговци сакаат секој момент да ги кренат 300%. Не 100%, 300%. Да не може еден најобичен народ со минимална плата да купи и да помини. Па камо деца на училиште, камо родители со нив, лекови и се друго. Значи ова е само фарса, само замачкување на очите на народот, на граѓаните. Само не би требало да излегуваат на гласање. Оти како иди секоја влада, ништо подобро за македонскиот народ. Така да мислам дека сето е ова само лага за народот и за граѓаните. А да можеме да производуваме, џаби ќе произведуваме, кога ќе ги откупуваме. Благодарам многу за вашето учество во црвена линија и секако искуството покажало дека оние кои што нели одлучуваат за нашата судбина и како следат и слушаат барем црвена линија, така да црвена линија во неколку ситуации секако имаше импект, па се случи и промена. Зошто е тоа така? Затоа што црвена линија е емисија на граѓаните. Така да, слободно давајте одговори, што се вели граѓаните имаат простор овде да си го кажат и својот став и своето мислење и секако еве да укажете на што сте сведоци, особено кога зборуваме за ваквите ефекти од акциите од типот новогодишна кошничка. Па почувствувавте ли ефект од новогодишна кошничка? Да видиме останатите што ќе одговорат. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Вака сега. Јас за нова година начекав ефтини цени, не кошницка, него кош, не знам дали знаете кош што е. Збирав натре, збирав од тој кош негдека 15-20 кошнички. И го наполнив тој кошот со 20 на кошнички и сега имам до Великден со ефтини цени. Не ми треба више да пазарам. Дали е свесен овој народ, јас да произведувам сега нешто, било што, не 100%, 200, 300% ќе ги дигнам цените. Зошто? Ќе го натерам народот да работи. Да не седи во Скопје по балкончијава и со кошнички да бара со ниски цени. Земјава ќе ги натерам да работат. Кој ќе видат огромни цени, ќе чекај да работам, да заработам. А како го објаснувате поскапувањето на македонските производи? Ништо не признавам поскапување, нити прашувам колку се цените, што ми треба да си купувам, точка. А барам да се поскапат што? Повисоко. Да се поскапат. Реков пак, народот ќе го натераме да работи. Тука е проблемот, а не со цените ќе седат дома и тој цени ќе врати тамо, некој да му донеси тамо, да му изработи готово и цени барат ефтино. Нема ефтино, пазарна економија сме. Точка. Што поскапо да продадеш, што поевтино да купиш. Добро, во ред, благодарам за одговорите. Уште еден коментар ќе прочитаме, значи станува збор за коментарот на Дени Ден Алагич кој што напишал: здраво Дени. Во врска со темата, какви цени не се намалија, туку министрите и инспекциите да обрнат внимание на грамажите.
колку тежи еден леб во една продавница и која цена треба да биде, а не сами собствениците цена кој како сака си става. Во цела Турција лебот е иста тежина и цена на масло. Ништо не се контролира, а така најповеќе се краде народот. Благодарам многу Дени уште еднаш за активното учество преку коментар во денешната дискусија. Продолжуваме со гледачи. Добро вечер. Добар ден. Ало? Во црвена линија сте, повелете. Добар ден, добро вечер. Добро вечер, веќе секако. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Битола за прв пат. Драго ми е, верувам не и последен пат. Јас прв пат се јавувам во вашата емисија, затоа што порано се јавував на 24 само, меѓутоа многу луѓе се јавуваа, не можев да добијам ред и сега еве кај вас некако покушав и добив. Многу ми е драго. Јас се јавувам од Битола и премногу ве поздравувам. Емисијата ми се допаѓа, исто темата, но годишната кошничка не даде некои резултати. Мене ми се чини, во Битола јас дека често пазарам, гледам дека нема никое намалување, во грамажата има намалување доста на многу производи и ми се чини дека поскапо, а не поевтино. Јас секогаш купувам, секој ден сум излезена, например, оти сум самата, например, децата не се покрај мене, јас сум сама и морам да пазарам. И ги гледам, ги пратам сите работи. Сега, имаме ние една изрека. Ние го гледаме волкот и му ја бараме трагата. Знаете ли зашто иде ова? Ова иде од неработење на нашиот народ. Јас во Битола гледам. Сите млади, се е излезено по Широксокак, пие и јади на велико. Кој да му ја дај таа храна? Јас работам во Зикот. Мојот работен век беше во Зикот. Зикот произведуваше од пиле млеко, да речам, народно изразено, да ме разберат луѓето. Ние се произведуваше сешто. Јас работев во канцеларија, да речам, во службите. Меѓутоа, по еден месец секоја сезона ние бевме надвор. Работевме, речевме репа. Така, големо благодарам Еве што за прв пат се јавувате во црвена линија, што нели споделивте со јавноста како гледате на нели ефектите од оваа акција новогодишна кошнички. Верувам нема да биде само овој пат, туку и често ќе земете учество во секој наредно издание и тема за која што ќе говориме. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Црвена линија. Добро вечер. Во црвена линија сте, повелете. Да. Па прво за грамажата јас те кажам. Намалување на грамажата на производите не е од сега. Уште пред 2011, уште од 2009 има намалување на грамажата. Кога почна се донесе законот за хасап систем, пакуваш шеќер да се продава, не рекус, се појави шеќер по 900-800 грама, ори се појави, лебот се намали 100 грамажата од пола кило на 470 грама, чоколади по 80, по 90 грама, наместо по 50, по 40. Што значи тоа не е ново. Сега за квалитетот тоа е друга работа. Точно дека квалитетот како одминуваат годините, квалитетот се намалува. Затоа што ние немаме наше производство, ние сме научени на голем квалитет. Нашето земјоделско производство носи голем квалитет, за разлика од увозните, конкретно за земјоделските производи зборам. А ова, својата цел дали ја постигна ни својата, ни туѓата. Ова е толку примитивно, простачко замајување на народот од страна на владата. Ова треба подхитно да се укине. Ни празнична, ни делнична, ни великденска, ни божична, ни рамазанска. Тоа е најголемата глупост во нашето општество. Нека тргне владата рацете од формирање на цени. Ние си имаме закон, си имаме нели нов закон сега донесовме за фер или нефер трговија, како и да се вика. Нека пуштат инспекција и на влезни цени во големо, и на влезни цени во мало. Ке посета, внимавајте само на тајмерот, 90 секунди едно јавување. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме повторно со коментари. Спасе Ристески напишал: здраво, во врска со темата. Луѓето очекуваат огромно намалување, мислат дека трговците имаат големи маржи, а они се борат за гол опстанок. Кремот го собираат увозниците на храна. Тука треба владата да обрне внимание. Благодарам многу, господине Спасе, и за вашето учество преку коментари на Фейсбук во црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер.
Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер и Да ви вам. кажам, ова е стварно кошничка. Се работи за кошница, а кошничка што сакате. Што ме кошничка, тоа ти е. Значи, по самото име ќе видиш. Значи, еве сега јас ќе кажам, кога гледам компир јадеме од Египет, грас јадеме од Египет, значи, луѓе, Египет каде е? Јас се зачудив, најскоро ви кажав, кога купувам и видов по маркетиве. Значи, кога можеме да увезуваме од таму и тоа да биде поевтино од наше, јас стварно не можам да сватам. Како може толкав пат едни банани од каде идат па се поевтини од нашето овоше, од јабуките и ред други работи, не знам више. Стварно е ова човек да се чуди. Убаво рекоа, значи ова кајмакот увозниците го собираат. Така да и маркетите, значи нели пазарна економија, кој колку сака, како сака. Точно така, меѓутоа и колку сака и така плаќа данок. Значи, треба ДДВ-то, данок од сите тие на тоа, затоа што тука се многу големи игри во сметководствата. Едни фактури, други фактури покажуваат и кога ќе видите, пак тие си го добиваат тоа. А народот ништо, кога еден лет го носат овдека од друга, друг град, не сакам да потенцирам каде и што, е поевтин од лебот што го произведуваат во Скопје. Ја не можам ова наистина да го сватам, просто стварно гледам. Него му е поевтино со превоз со све. И друго сакам да ве прашам едно, дали прво е Великден или е Рамазан? Ова што ви е напишано или ние кој процентуално повеќе? Ние оно што прашуваме дали треба да има акцијеве, да речеме сега рамазанска, великденска акција, таков тип на акции кои што нели ќе бидат олеснување за граѓаните при купување на храна, односно на основни намирници, особено кога станува збор за празнични трпези. Ајде сега да видиме како одговорија секако на Инстаграм. Сите вие кои што не следите и таму, заследете, не ве молам, бидејќи утре сега го имаме нова тема, сакаме што повеќе граѓани да бидат клучени, за да оние нели кои што треба да слушнат повеќе мислења. Нашето прашање, ево, само малку да ви покажам, ги имаме и резултатите од анкетата, значи заследете не и секако со коментари на Facebook можете да продолжите по завршувањето на Црвена линија. На анкетата денес на Инстаграм прашавме, го почувствувавте ли ефектот од намалувањето на цените за 0,3%? Со да одговорија 9%, со не одговорија 91%. Благодарам на секој од вас кој што зема активно учество во анкетата. Ние сега ќе ги погледнеме рекламите, а потоа се враќаме во студио. Благодарам многу секако што бевте дел и ја создадовте оваа денешна Црвена линија и верувам дека оние кои што треба ја примија пораката од граѓаните колку всушност почувствувале ефектот новогодишната кошничка. Но оно што ви гарантирам дека секако убави ефекти по нашето расположение и здравје ќе имаме во продолжение благодарение на моите комши. Водителите од соседството, Нина ти Кат. Па насмеј се, бретинка. Па како да се смеам кога зборувам за цени на храна, бе, Нина, реално да правим. Па многу побаво ќе ги прифатиме цените кога нели насмеано лице ќе ти каже. Па 30% е поскапа од лани. И ти викаш, па ти само смеј се, ќе купам, ќе дадам и 50%. Најверојатно ќе бидеме на колективна диета и ние ќе бидеме најзгодната нација што постои. Па не е лошо со оглед на тоа дека сме поправени. Абе, не им давајте идеи.